Почитувани слушатели на Македонското радио Македонски глас, добро утро, добар ден. Се надеваме дека во следниот час ќе успееме да го задржиме вашето внимание со нашиот музички избор. Оваа емисија е под покровителство на нашата Македонска православна црква Раѓање на Пресвета Богородица. Денеска ќе започнеме со излагањето на нашиот протоиерей Ставрофор Синиша Ристовски. Во името на Отца и Сина и Светиот Дух. Амен. Драги браќа и сестри, драги слушатели на нашево црковно радио Македонски глас, добро утро. Овој викенд, поточно утре, на 7 февруари, нашата света православна црква го празнува големиот светител Свети Григори Богослов. Нашите предходници, односно светителите кои што навистина му угодиле на Бога и со животот, а и со тоа што денеска нас ни ја оставија чиста верата, сепак тие како такви, драги браќи и сестри, не пребирале средства и начин како да успеат и како што повеќе да придобијат христијани, да бидат навистина образовани и како такви тие да го продолжат делото на едната света, соборна и апостолска црква. Токму и овој светител, Свети Григори Богослов, со неговиот живот, со неговите посланија, со неговите списи, навистина допринел како таков ние денеска да имаме чиста, православна и христијанска вера. И поради тоа, токму и наречен Богослов, заради тоа што навистина неговата теологија го достигнала врвот на чистото христијанство и православие. Свети Григори Богослов, драги браќи и сестри, е роден околу 330 година во градчето Аријанс, Кападокија, во Мала Азија. Неговиот татко Григори, постариот, на Зијазин, во младоста припаѓал на малку познатата секта кој што се викала Испистарии, во која елементите на тоа паганство биле помешани со јудеизмот. Следбениците на тоа учење го отфрлиле идолопоклонството и принесувањето жртви, но му се поклонувале на огнот и на светилата, ја почитувале саботата, но го отфрлале обрезанието. Подоцна главно под влијание на неговата сопруга, тој ја примил христијанската вера и им се обратил на отците на Никејскиот собор во 325 година со молба да ја прими светата тајна крштение. И тогаш тој бил покрстен од тогашниот архиепископ Кападокиски по име Леонти. Набргу бил избран за презвитер, свештеник, а потоа и за епископ на Назијанс, како наследник на истиот архиепископ Леонти. Тој мощно долго управувал со епархијата, покажувајќи кротост како пастир и строгост како администратор. Мајката на Свети Григори по име Нона не само што била сотрудничка, туку и предводничка на својот сопруг. Подчинувајќи му се во семејните работи, таа му била учителка на малиот Григори во неговата побожност. Мајката на Свети Григори таа постела и ги минувала вечерите во молитва, се занимавала со добротворна активност, станувајќи покровителка на вдовици
и на сираци. Таа имала решавачка улога во христијанското воспитување на своите деца, Григори Помладиот, Кесари и Горгони. Според сведоштвото на самиот Григори, нели Помладиот, во овој случај, кој што утре ќе го прославиме, тој се родил благодарение на мајчината молитва, кој што таа силно сакала да има син и затоа горливо го молела Бога, давајќи завет дека ќе му го посвети својот првенец. Еднаш во сон таа го видела идното момче и се вели дури и го слушнала неговото име. Идниот светител, драги браќи и сестри, стекнал блескаво образование кое што започнало во Назијанс, каде што Григори учел заедно нели со Кесари. Потоа тој го посетувал школото во Митрополијата на науките во Кесарија Кападокиска, каде што за прв пат се сретнал со Свети Васили Велики. Говорништвото или реториката ја изучувал во палестинските школи, кои што во тоа време биле во голем процут. Односно во Кесарија Палестинска, Григори исто така вкусил нешто од словесноста во Александрија, кое што ја нарекувал лабораторија на сите науки. Како во Александрија, така и порано во Кесарија, Григори можел да се запознае со литературното наследство на Ориген, кој што предавал во двете училишта. Во Александрија Григори имал можност да се среќава често пати со Свети Атанаси Велики, а исто така и да слуша лекции на прочениот нели Дидим. За време на своето обучување во кападокиските школи, Свети Григори морал да го мине курсот кој приближно соодействувал на денешното основно и средно образование. Наставата во почетната школа вклучувала изучување на математика, аритметика, читање на глас, писмени вежби, учење напамет на фрагменти и од дела на древни поети, пред се на поетот Хомер, толкување на научните текстови. Исто така курсот на средното образование вклучувал во себе геометрија, астрономија, теорија на музика, меѓутоа реториката и софистиката се однесувале на сферата на високото образование. Можно е да се предпостави дека во Кесарија и во Александрија Григори го започнал своето универзитетско образование, кој што потоа го продолжил во Атина. Љубовта на Свети Григори спрема ученоста, особено спрема словесните науки и филозофијата, била исто толку силна, како и неговата предадност на христијанската вера. Ценејќи ја високо античката култура, тој сепак на прво место ги ставил вистинските науки, тоест христијанското учење. По враќањето во татковината, речиси против своја волја и долго колебање бил ракоположен за свештеник во Назијанс од страна на неговиот татко Григори Постариот, а на Великден, на Пасха 362 година, ја презема пастирската должност во градот и во таа прилика го изговара знаменитото слово кон Светата Пасха и за колебањето. Поместено во овој број, во кој што исто така е наместено како периодика. Во екот на борбата со аријаните кои што царувале тогаш, бил поставен за епископ по залагање на Свети Васили, а по неговата смрт бил повикан да ја брани христијанската права религија во Константинопол, каде во тоа време не попречувано царувала ереста подкрепена од државната власт. Според зборовите на самиот Свети Григори, кој што вели, црквата тогаш беше без пастир. Доброто на сите страни се уништуваше, додека злото нараснуваше. Требаше да се плови ноќе, а никаде светилник.
Според собственото признание, тој таму не наоѓа паства, туку мали трагови или остатоци од паства, без било каков напоредок, без надзор, без меѓи. Свети Григорий, драги браќи и сестри, започнал да проповеда во приватни домови на некои своји роднини, кој подоцна го преуредува во храм под името Анастасија, во знак кој што значи и самото име Воскресение на православието. Во таа прилика ги произносил своите славни беседи за богословието, аријанците под закрила на власта реагирале бурно, на Свети Григорий му праќале убици, толпата упаѓала во неговиот храм, го гаѓале со камења, а згора на се неговите противници го обвинувале за нарушување на јавниот ред и мир. Но конечно, благодарение на проповедничките усилби на Свети Григорий Богослов и со голема Божја помош, православието торжествувало во Константинопол, во Цариград и било укрепено на Вториот Вселенски собор во 381 година, во чија работа учествувал и самиот тој. Кога го достигнал тој врв, кога самиот себе бил задоволен, како таков дека навистина постигнал да ја врати правата вера во Константинопол, тој при крајот на животот ги напуштил епископските должности и си ја исполнил дамнешната мечта да предава се предал на таков живот, кој патувајќи во пустините и монашките обители ја барал уште поголемата духовност и смирение во себе. Се упокоил во 389 година, а нашата света црква му го дава името Свети Григорий Богослов, или пак некаде ќе го сретнеме Свети Григорий Назијазин. А исто така и нашата света црква, драги браќи и сестри, овој светител го прославува, покрај неговиот празник денеска, односно утре, и на 12 февруари нашата света црква ги празнува светите три светители, а тоа се Свети Василий, Свети Јован и Свети Григорий. Тие се празнуваат заради тоа што порано во тогашно време се јавило поделеност кај народот. Едни биле Василиевци, други Свети Јовановци, а трети Григориевци. И тогаш му се јавиле сите три светители на тогашниот епископ и му кажале дека треба да го становиш празник во кој што ние и нашето учење и нашата љубов кон христијаните е вистинска и една неделлива. Тоа е и светото православие и христијанството, драги браќи и сестри. По тој повод и утре, недела, во нашиот свет храм, со почеток во 10:30 часот, ќе имаме света божествена литургија, каде низ молитви ќе го прославиме овој голем светител, Свети Григорий Богослов. По молитвите на Свети Григорий и по молитвите на Мајката Божја и на сите светители, Бог нека ни дарува и телесно здравје и духовно спасение, нека ни дарува сила и можност, а исто така и нека не чува во овие тешки времиња. Ја користам оваа прилика сите што го носат ова име посветено на Свети Григорий, нека им е честит именденот и Бог на сите да ни дарува телесно здравје и духовно спасение, сега и секогаш и во сите векови. Амин.
što me čuje da pejam, toj misli taga jasnema. Ja si pejam veselam, tagi te dan mi pominat. Ja si pejam veselam, tagi te dan mi pominat. Ozdola ide libeto, so dvajca verni drugari. Libeto beše trendafil, drugari beja drančinja. Libeto beše trendafil, drugari beja drančinja. Ja se na libe zboruvam, dojdi mi libe do večer. Dojdi mi libe do večer, ja te čekam pod penđer. Dojdi mi libe do večer, ja te čekam pod penđer. Libeni veli govori, ne moža mili da dojdam. Ne moža libe da dojdam, ja si za nju
сонце од твоите руси коси. Покрај веќе познатите тулумби, баклави и разни други сладкарски производи и секако највкусниот бурек во Америка, во Атко сега можете да се снабдите со разновидни вина од Македонија, од познатите винарии Бовин и Тиквеш. Во Атко секој ден има свежо печено јагнешко, а за викендите и прасничко печење на паунд. За вашите семејни прослави и други прилики можете се да порачате на телефон 586 739 6690. Врвна услуга и директна достава на нивните специјалитети до вашите домови. Вредните собственици на Атко со задоволство ќе ве услужат. Атко се наоѓа на 21-та милја и Хейс. Повелете во Атко. Звезди се кри. Гробиштата Guardian Angel ви ја представуваат нивната православна градина каде се почитуваат православните традиции и ритуали. Сите гробови се свртени кон исток, а има голем простор за семејствата и фамилијата и кандила се дозволени преку целата година. Гробиштата Guardian Angel се лоцирани на само неколку минути од центарот на Рочестер.
Придружете им се на вашите парохијани и посетете ги гробиштата Guardian Angel, каде детално ќе ве запознаат со рекламните цени кои се во тек до крајот на оваа година. За сите детални информации и состанок лично со вас, јавете се на 800 275 9574 во Guardian Angel Cemetery. Maxis Deli е продавница која ја има лидерската позиција во производство, дистрибуција и продажба на домашни производи. Основна дејност на Maxis Deli е продажба на секојдневно печен тазе бурек, колачи и торти, како и тазе печен лед. Сите ваши нарачки пласирајте ги на телефон 586 978 1121. Во Maxis Deli можете да се снабдите со разни видови кафе, сирења, кашкавал,
Су во меснати производи, маслинки, туршија, ајвар, лутеница, како и со домашни и странски, алкохолни и безалкохолни пијалоци. Исто така Максис Дели ги продава своите приватни заштитни знаци Maxis Meats, Градина и Сонце. Максис Дели се наоѓа на 4160 15-та милја во Стерлинг Хајтс, еден блок источно од Рајан. Работното време е од понеделник до сабота, од 9 часот наутро до 9 часот навечер и во недела од 9 часот наутро до 6 часот попладне. Повелете во Максис Дели. Животот е исполнет со можности со кои можеме некому да покажеме дека го сакаме. Една од тие можности е погребот или поменот. Еден ваков чин ги прославува изборите што некој ги направил во неговиот живот, како и врските кои ги споделил со луѓето, а со тоа ги чествува и спомените на вашите блиски. За сите детали околу погребите и прославувањето на нечиј живот, јавете се на 586 997 3838 во Менџук Funeral Home, што се наоѓа на 18-та милја и Рајан. Možam da sum paša, bar na čas, da te grabnam, da te nosam, pašala, paša, paša i kebi dam, kako carina tvoj to srce ke su, gospodar, paša, paša i kraj mene, da si ti na grlo da ti redam, biseri. Paša i kebi dam, kako carina tvoj to srce ke su, gospodar, paša, paša i kraj mene, da si ti na grlo da ti redam, biseri. I da imam otoman, da mi ležiš ti na nego ofaman, paša, paša i kebi dam, kako carina tvoj to srce ke su, gospodar, paša, paša i kraj mene, da si ti na grlo da ti redam, biseri. Čardaci, tamo ima se mladi nevesti, o fama nama se mladi nevesti, tamo ima se mladi nevesti, o fama nama se mladi nevesti.
ke si pojdam, moma da si najdam. Aj ke si pojdam, moma da si najdam. Moma da si najdam, mamo, moma meraklivka. Of, aman, 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 baš meraklivka. Moma da si najdam, mamo, moma meraklivka. Of, aman, 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 baš meraklivka. Sreća takva da si najdam, ako je sreća takva da si najdam. Zlato ke ja kitam, mamo, altani dugati. Of, aman, 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 moja da mi vide. Nakon ke ja kačam, mamo, doma da ja nosam. Of, aman, 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 doma ke ja nosam.
sve ljubevne, loša duma ne rekome, pa to mori dušake, vele katilke, pa to mori dušake, prokletana si. Sretna neke ideš ti, koga ludo te konam jaz, pa to mori dušmake, lele katilke, pa to mori dušmake, prokletana si. Осигурителниот агент Винце Поповски и неговата компанија Custom Insurance ви гарантираат дека сите нивни клиенти се со индивидуални потреби за осигурување. Приоритетот на осигурителната компанија Custom Insurance е да обезбеди осигурување кое е специфично за секој еден од нивните клиенти. Во компанијата Custom Insurance, во собственост на нашиот сонародник Винце Поповски, нудат лично, бизнис како и животно осигурување. За детални информации јавете се на 586 731 3367 или пак посетете ги на 50551 Вен Дайк во Шелби Тауншип. Семејствата на Вуџек и Калкатера им служат на народот на Детройт веќе подолго од еден век. Нивната неспоредлива услуга искажува голема доверба која им ја искажуваат на генерации и генерации наред. Нивните две локации во Стерлинг Хајтс и во Шелби Тауншип пружаат благосклонен амбиент со кој ви пружаат длабоко и значајно искуство. Тие ви ветуваат дека вредноста за сите трошоци околу погребите е во околностите на вашиот буџет, додека планирате да оддадете почит на еден живот кој бескрајно и многу ви значи. Со вашите прашања јавете се на телефоните во канцелариите Стерлинг Хајтс 586 826 8550 или пак во канцелариите на Шелби Тауншип на 586 677 4000.